Заклучно со 12 ноември ќе биде одгадната неголемата загадка во пресред на предвремените парламентарни избори, која се однесува на тоа кој ќе биде кандидатот од општина Кочани на листата на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери во изборната единица број 3. Партиски избори велат дека последниот збор го има централата во Скопје, која внимателно одмерува кој кандидат може да повлече и освои најмногу гласови и практично би бил победничка комбинација. Чекањето до последните часови пред истекот на рокот, од друга страна, остава простор за прогнози и шпекулации во јавноста, која веќе врти неколку имења високи функционери во партијата. Веројатно најголемо внимание привлекува опцијата на листата да се најде актуелниот градоначалник Радко Димитровски, за кој се смета дека има највисок рейтинг во партијата и пошироко. Неговите атрибути се проверените организацијски и менаџерски способности, како и наголемо надминатите теснопартиски интереси, манифестирани во практицирањето на власта во локалната самоуправа, во бизнис секторот и во другите сегменти на функционирањето на општината. Во најтесниот круг на кандидати е и председателот на општинскиот комитет доктор Лазо Митев, кој има големо влијание во населбата Оризари како значајно гласачко тело, но и пошироко. Трета опција би можела да биде некоја кандидатка од Унијата на жени на општина Кочани, доколку се реализираат одредени комбинаторики за застапеноста на жените на листата кандидати на пратеници. Уште една непозната е скокот кај љубопитноста на граѓаните, особено на членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН, а тоа е кое место на листата ќе го добие кочанскиот кандидат. Ако се следат предходните искуства, тоа сигурно нема да биде под 10-тото заради поголема мотивираност да се освојат што повеќе гласови, иако нема да биде изненадување ако дури двајца кандидати влезат во првите 14, што подоцна би можело да значи добивање на 2 пратенички мандата.